Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 12 од книгата Дела, во која имаме извештај за дел од прогонствата низ кои минуваа првите христијани. Колку повеќе растеше црквата, таа толку повеќе се соочуваше со прогонства, но и обратното правило исто така важеше. Колку повеќе беа прогонувани, христијаните толку повеќе се зголемуваа во број. Тоа е навистина неверојатно. Во оваа глава ќе читаме за еден владетел по име Ирод. Ова не е истиот Ирод кој сакаше да го убие Господ Исус. Тој Ирод е познат како Ирод Велики, а оној за кој ќе читаме во оваа глава е неговиот син Ирод Агрипа I. Стих 1. Во тоа време цар Ирод стави рака на некој од црквата и почна да ги измачува. Се до овој момент прогонството против христијаните извираше од религиозните водачи, особено од садукеите. Но сега дојде момент кога Ирод со цел да им угоди на луѓето започна прогонство против Исусовите следбеници. Лука вели дека стави рака на некој од црквата, а предпоставувам тоа се однесуваше на дел од водачите на црквата во Ерусалим. Патем, зборот преведен како измачува е старогрчкиот збор векс, што значи брутално и сурово измачување врз христијаните. Забележете што се вели во стих 2. Со меч го уби Јакова, братот Јованов. Со тоа, барем според она што го читаме во книгата Дела, можеме да заклучиме дека Јаков беше вториот маченик на црквата. Стих 3. А кога виде дека тоа им се допаѓа на јудејците, го фати и Петар. Тоа беше за време на бесквасници. Значи, Јаков беше убиен, а сепак Бог го поштеди апостолот Петар од таков вид на мачеништво. Зошто Бог го стори тоа? Не би можел да ви кажам со сигурност, но факт е дека Петар не беше поштеден од страдање, туку само од маченичка смрт, и тоа привремено. На крај, Петар сепак маченички ќе го загуби својот живот. Некои луѓе сакаа да знаат зошто Јаков го изгуби својот живот толку рано, а Петар беше оставен да живее. Низ годините како свештено лице, и јас сум се соочувал со вакви и слични прашања. Зошто Бог го зема животот на една личност, а друга ја остава да живее? Зошто некогаш се случува помлада личност да го напушти светот, а повозрастните да живеат уште многу години? Јас мислам дека Бог премногу рано ја зеде нашата ќерка, кога таа беше уште бебе. Можам да се сетам на голем број возрастни луѓе, кои мислам дека ќе беше подобро тој да ги земе, бидејќи зад себе имаа долг и исполнет живот. Како духовен водач на неколку цркви, многу пати сум посакувал Бог мене да ме праша кого да земе од заедницата, а кого да остави да продолжи да живее. Но Бог не функционира на тој начин. Се што се случува е во неговите суверени раце, и тој нема потреба од советници или луѓе кои ќе му кажуваат како да постапи. Конкретно во стиховите кои ги прочитавме, тој му дозволува на Ирод да го убие Јаков, за кој се верува дека бил главен водач на црквата во Ерусалим. Не само тоа, туку и Петар беше уапсен. Стихови 4 и 5. Него, кога го фати, го фрли в затвор, предавајќи го на 4 групи по 4 војници да го пазат. Неговата намера беше веднаш по Пасхата да го изведе пред народот. И така, додека Петар го пазеа во затворот, црквата непрестано му се молеше на Бога за него. Додека Петар беше во затвор, црквата не се јадосуваше, ниту пак живееше во страв, туку се молеше на Бог за апостолот. Ова е навистина добар пример
како ние денес треба да се соочуваме со неволите во животот. Наместо да се секираме и јадосуваме, треба тие нешта да му ги принесеме на Бог во молитва. Стихови 6 до 8. Ноќта спроти денот кога Ирод сакаше да го изведе, Петар спиеше меѓу двајца војници, окован во 2 пара ланци, а стражарите пред портата го чуваа затворот. И ете, ангел Господов застана, и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петар по ребрата и го разбуди, па му рече: стани брзо, и оковите му паднаа од рацете негови. Тогаш ангелот му рече: препашај се и обој се ги чевлите. Така и направи, и пак му рече: облечи ги алиштата своји и оди по мене. Интересно е тоа што кога ангелот му се јави на Петар, не му се представи, туку само му кажа што да направи, да побрза и да се облече. Стих 9. И излезе и тргна по него, а не знаеше дека тоа што го направи ангелот е вистина, туку си мислеше дека гледа привид. Петар мислеше дека сето ова е еден вид на сон, но Бог пред негови очи го правеше она за кое Петар мислеше дека може да се случи само на сон. Стих 10. Откако ја изминаа првата и втората стража, дојдоа до железната порта, што водеше кон градот, а таа им се отвори сама. Тие излегоа и преминаа преку една улица, и во тој час ангелот го снема. Ангелот го извлече Петар од затворот и потоа го остави сам да се движи каде сака. Да ве потсетам дека сето ова време црквата во Ерусалим се молеше за апостолот Петар. Не знам дали тие бараа Господ да прати ангел за да го избави Петар, но токму тоа го направи Господ. Може би Господ им даде на христијаните многу повеќе од тоа што го бараа во молитва. И знаете, тој неретко го прави тоа. Понекогаш, ние поради нашето ограничено разбирање на околностите, бараме одредени нешта, а Господ во неговата семудрост ни дава нешто многу подобро. Стихови 11 и 12. Тогаш Петар, откако дојде на себе, си рече: сега знам дека навистина Господ го пратил својот ангел да ме избави од рацете и родови и од се што очекуваше јудејскиот народ. Сваќајќи го тоа, тој дојде до куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, каде што беа собрани многумина на молитва. Во тоа време христијаните се собираа во домови. Денес најчесто се собираат за молитва во црковни храмови, но во првите неколку векови по Христос, христијаните не градеа храмови бидејќи беа прогонувани, туку се собираа таму каде што ќе најдеа место, а тоа најчесто беа домовите на верните. Патем се надевам забележавте дека зборувам за црковни храмови, а не за цркви. Тоа е така бидејќи црквата не е градбата, туку црквата се луѓето, а местото каде луѓето се собираат наместо црква треба да се нарекува црковен храм. Забележете што се случи кога Петар дојде во куќата на Јован Марко. Стихови 13 до 15. А кога Петар затропа на портата, слугинката по име Рода прииде да наслушне. И штом го позна гласот на Петар, таа од радост не ја отвори портата, туку се втрча и јави дека Петар стои пред портата. А тие и рекоа: луда ли си ти? Но таа потврдуваше дека е така, а тие велеа: тоа е сигурно неговиот ангел. Старогрчкиот збор, преведен како ангел, е зборот пнеума, што значи дух. Не знам зошто, но христијаните собрани на молитва помислија дека духот на Петар е дојден да ги посети. Се чини дека не можеа да поверуваат дека Господ навистина го ослободил апостолот од затвор. Патем, врз основа на овој стих, некои луѓе веруваат дека секој христијанин има ангел чувар, но оригиналниот текст не зборува за ангелот на Петар, туку за неговиот дух.
Верувам, црквата се молеше за Господ да го избави Петар од затвор. Не сум сигурен дали бараа ангел да го ослободи од затвор, но верувам дека се молеа за негово ослободување. А сега, кога Петар беше ослободен, што се случи? Тие не можеа да поверуваат дека тоа е вистина. Може би мислеа дека Петар е убиен, а само неговиот дух е дојден да ги посети. Што ни кажува сето ова? Дека и првите христијани, колку и да беа вкоренети во Евангелието и постојани во молитва, беа само луѓе. И тие некогаш имаа потешкотии да поверуваат дека Господ може да направи нешто што бараат од Него. Но, зарем не сме и ние денес такви? Некогаш се молиме на Бог и бараме од Него да интервенира на одреден начин, но сепак, длабоко во себе се сомневаме дека Тој може да го направи тоа. Но, дури и во такви околности, Бог некогаш ги одговара нашите молитви, за да ја зајакне нашата вера. Стихови 16 и 17. Петар пак постојано чукаше, а кога му отворија, го видоа и се зачудија многу. Тој им мавна со раката да молчат, а потоа им раскажа како Господ го извел од затворот и рече: соопштете му за ова на Јаков и на браќата. Потоа излезе и отиде на друго место. Со други зборови, Петар го напушти градот. Врз основа на мудроста која Светиот Дух му ја даде, Петар одлучи дека за него е подобро да го напушти тоа место, барем за одредено време. Некој од нас да беше на негово место, може би ќе си помислеше: штом Бог ме избави од затвор, тоа значи дека сака да останам и служам тука. Но тоа не мора да биде така. Бог сака да користиме и здрав разум и да не го искушуваме така што повторно ќе влегуваме во истите нешта од кои тој не избавил. Продолжуваме со читање. Стих 18. Утредента меѓу војниците настана голема вознемиреност поради тоа што се случило со Петар. Зарем ова не ве потсеќа на извештајот поврзан со воскресението на Господ Исус? Во Евангелијата се вели дека кога војниците сватија дека неговото тело го нема, тие се уплашија и потоа веднаш отидоа кај религиозните водачи за да добијат совети што да направат следно. Ова е втор пат во Новиот Завет, како што римската војска потврла, иако беше надалеку позната по својата професионалност и дисциплина. Во првиот случај, кога телото на Господ Исус не беше веќе во гробот, им кажеа да излажат дека заспале и поради тоа некој го украл телото. Знаете, според тогашните римски закони, ако стражар заспие додека е на работа, тој требаше да биде погубен. За жал, токму тоа се случи со овие двајца стражари. Ирод нареди да бидат погубени. Стих 19. А Ирод, кој испрати потера по него, но не успеа да го пронајде, откако ги испита стражарите, заповеда да ги погубат. Потоа тој слезе од Јудеја во Кесарија и таму се задржа. Ирод Агрипа I беше човек жеден за крв. Во таа смисла тој беше ист како неговиот татко Ирод Велики, за кој во Евангелијата се вели дека откако беше изигран од мудреците, нареди да се убијат сите бебиња во областа на Витлеем. Овој пат читаме дека Ирод Агрипа I заповеда да се убијат стражарите затоа што Петар успеа да им побегне на нивна стража. Во следните стихови Лука пишува за Ирод, за неговата арогантност и трагичниот крај на неговиот живот. Стихови 20 до 23. Ирод беше гневен на тирците и сидонците, но тие, бидејќи нивните земји добиваа храна од неговото царство, се договорија и дојдоа кај него еднодушни, и откако го придобија на своја страна власта царевиот Собар, побараа мир.
Во договорениот ден Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот и одржа говор пред народот. А народот воскликнуваше: ова е глас Божи, а не човечки. Но, ненадејно, во истиот миг, ангел Господов силно го удри, зашто не му воздаде слава на Бога, и изеден од црви, тој умре. Ова е навистина необичен извештај за смртта на еден човек. Оној кој навидум придонесе за благосостојба, оној за кого луѓето сметаа дека некој Бог зборува преку него, одеднаш умре и тоа изеден од црви. Не знаеме конкретно за каква болест станува збор, но пораката на Лука е јасна. Секој кој за себе ја зема славата која му припаѓа на Бог, нема да заврши добро. Додека безбожниот Ирод беше на смртна постела, забележете како црквата растеше. Стих 24. А Словото Божјо се повеќе растеше и се распространуваше. Овој библиски стих е една од моите водилки за оваа аудиопрограма. По Божја милост, преку оваа програма би сакал Божјото Слово се повеќе да расте и да се распространува помеѓу луѓето. Мислам дека ништо не би ми предизвикало повеќе радост од тоа да слушнам дека се повеќе луѓе ги слушаат овие програми и како резултат на тоа верно го следат Христос. Но, знаете што? И вие можете да имате удел во таа мисија. Ако ви се допаѓаат овие поуки, ве охрабрувам да ги споделите со луѓето кои ги познавате и кои сметате дека ќе имаат желба и потреба да растат во познавањето на Светото Писмо. Стих 25. Варнава и Савле, откако го исполнија задолжението, од Ерусалим се вратија во Антиохија, од каде што го зедоа со себе и Јован, наречен Марко. Верувам ќе се сетите, но Варнава и Савле беа пратени во Ерусалим за натамошните христијани да им однесат финансиска помош, бидејќи тие се соочуваа со најтешките прогонства. Во овој стих Лука ни представува уште една личност, а тоа е Јован Марко, кој беше роднина на Варнава. Марко ќе има многу значајна улога не само за првата црква, туку за сите генерации на христијани. За тоа повеќе ќе размислуваме во некоја од следните епизоди. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.